Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 30 секунди, во која ние имаме мисија, нели, да охрабриме дебатата. А вечерешните наши гости кои што ќе дебатираат од мојата лева страна Александар Србиновски, колега, новинар, и исто така од мојата десна страна уште еден колега, уште еден новинар, Дејан Андоновиќ. Добро вечер и на двајцата. Добро вечер. Добро вечер. Значи, по веќе добро познатиот патокас, почнуваме со едни куси, кратки, генерични прашања, кои што се одговараат за 30 секунди, а потоа кога ќе се договориме за што е вредно да се разговара, тогаш нема да мериме на часовник. Прашање за двајцата, која книга ви остави впечаток неделава? Не мора да биде само книга, може да биде филм, може да биде ТВ серија. Ајде, Андоновиќ. Па од реномираниот автор Срđan Ивановиќ писмо Блудница, книга која е одлична, барем според мојот вкус, особено што некако ја читав во време кога и завчера беше или вчера, како му доаѓа датумски, 29 ноември, денот кога некогашната држава во која јас и ти, па и ценетиот колега ја го поминавме детството, па бога ми влеговме во едни рани и најубави адолесцентски денови. Држава која во тоа време ни даде многу, сега јас не би навлегол дали денеска таа можела да издржи како би се однесувала, но за сите оние кои се обидуваат, не успеваат да не ја сузбијат, барем тоа едно убаво минато кое го имавме, и тоа во книгата убаво го пиша, не би ти ја кажувал, веројатно ја знаеш. Па сум ја напишал случајно. Би ја скратил, па да, веројатно ти си ја напишал, у смисол дека ти си ја создал целата, но едно е сигурно, ми се поистовети книгата, читањето на книгата со датумот и со нешто што повторно ги кажам, иако некој денеска сака да се обиде да негира, мислам дека е погрешно, имаме право ние што сме биле во тоа време да и бидеме носталгичари, како што и имаме право нормално денеска да си бидеме и патриоти, да си бидеме и убавни и горди на сегашност. Ние сме причина, ние сме дел од решението, нито од проблемот на распаѓањето на тогашното време, да гледаме што е денеска, но немој да ни дозволи да не браните да се сеќаваме на нешто што било убаво. Благодарам. Сега мој ред. Да не се повторам со колегата горе да имаме слични некои констатации во смисло за што е прочитано. Ја би извел нешто што гледам и што читам, симултано се поклопа, се вика Man in the Highest Castle. Тоа е на дел од Филип К. Дик, научна фантастика, поврзана со, сега да не навлагам во средината, на алтернативна верзија како би изгледал светот доколку фашистите победале Втората светска војна. Горе-долу индиректно се поклопува темата, интересно за гледање, интересно за читање, некако бидејќи има и таква серија на еден од сервисите на кој што се претплатив, некако ми се повтори работите, а книгата е модерно, имам читано уште во средно училиште и така натаму и сега чисто да се потсетам на тоа и така се натвори. Мене од High Castle ја одамне имам читано книгата и имам гледано и серија, така да повеќе. Има и филм некој, чисто може сакам да се видам најде. Споредбата каква е. Постар филм има некоја верзија, да. Во ред. Сега има малку посериозни теми, исто така имаме 30 секунди, кој настан ви остави најмногу внимание неделава, имавме доста настани во Скопје. Па сите настани помалку, не можам да го оној политички дел не можеме да го избегнеме ова што се случува околу ОПСЕ. Мораме да признаеме дека, пак во контекст на претходниот разговор, дека Скопје по втор пат во историјата проба да биде град каде што ќе се сретнат или во исто време ќе бидат на исто место русите и американците. Тоа прв пат беше 63-та го успеа на тогашниот претседател Јосип Брз Тито, заради Скопскиот земјотрес да успее да ги доведе во услови на ладна војна. И руска, и советска, и американска војска. Да. И сега колку години подоцна ОПСЕ самитот за малку и диалог имаше, но морам да искажам дека имавме таква повторна историска среќа да дојдат и Блинкен и Лавров, додуше тие не се сретна поради
настанете во Израел, предпоставувам, бидејќи во исто време се поклопи баш да не сакаат да го продолжат примирието во Израел, па тој од тука да мора итно да оди, или можеби случајно. Знам само дека оние прибалтички држави и Украина предходно се излета, па одбија да дојдат поради тоа што руската политика, нели, рускиот шеф на дипломатија е тука, а Блинкен не рече ништо, туку само искористи на некој начин шансата да и направи изговори да отиде веднаш во Израел. Благодарам. Сербиновски? Сега е Настан? Па настан, два настана во суштина се во фокусот на она што јас би рекол дека оваа недела одбележена. Да не се повторувам, саметот на ОПСЕ Како што јас истото ќе да, сакам историски момент што за нас од многу причини треба дополнително да се анализира. Еден настан од не толку убава природа и исчезнувањето на малото девојче Вања. Вања Георгиева, Ѓурѓиевска, така нешто. Да. Кој што, иако можеби за многумина незначително, тоа сепак покрена лавина на реакција меѓу народот во Македонија. Така да тие два настани за мене се без сомнеш и за мене ова за Вања, само не знаев ова колку имам секунди да го кажам. Не, апсолутно, тоа е настан кој сите не потреси и никој не е равнодушен на тоа. Ние само може да се надеваме дека таа ќе се врати жива и здрава и дека се ќе биде врат. Сите молитви нели со незините родители, со тешките мигови кои што тие сега се борат буквално со секоја една информација или вест која стига до нив. Верувам дека нашата полиција прави најдоброто што може. Освен тоа, напорите за пронаоѓање на девојчето се надоврзуваат и полициите од регион, дури некои информации беа и во јавноста, шумската полиција, така натаму разни планинарски друштва. Секако. Видовме и на некој начин морам да дополнам, на некој начин солидарност и одлично реагирање на медиумите, па и на своите приватни Facebook профили во стори ги даваат тие. Да, сите нашите изреагираат. колеги, но видовме и малку неодговорни, каде што се пушти во една шпекулација, која мора да признае, новинари сме дека прво не е професионална, но најпрви не е ни човечка. Не, има правила во новинарство, не се известува. Да, тоа што се појави сигурно обезбедило многу кликови, да се разбереме, но сепак нема беше етика, етички мора да гледаме, за такви работи се знае како се известува, тоа е официјално од МВР. Секако. А МВР, како што рече колегата, сигурно е способна и знае тоа да го открие. Да, имаше, не знам, разни прашања, па не знам како се следа iPhone, кој божем не знаат во полиција како се следа телефоните, како се тоа, па секој чекаат некој на Facebook да им објасни. објасни. Ние треба да знаеме дека има и дискутабилни некои информации кои што не се соопштуваат во јавноста. Апсолутно, тоа е во етиката, нели, тоа е во истрагата, тоа што е потребно за истрагата се објавува, тоа што не е потребно. Но видовме една солидарност, повторно кажам, приватна, бидејќи она кој ќе отвориш Facebook, гледаш сите овие наши колеги што се оставија потерницата или барањето, дека исчезна, се дека бара. нема, се бара, имаш и во соседството. Така да настанот секако дека е најглавен. Ова за ОПСЕ го спомнав од аспект на оној политички дел кој ние, за жалко новинари мораме да вработиме. Апсолутно. Сега, која личност ја одбележа неделава? По добро, по лошо? Ако нема некој си конкретен распоред, Ајде, не. Како што го спомнав. Прави проблем на режијата, но ние ќе се однесуваме како сакаме. Девојчето Вања на прво место, на второ место можеби политичкиот судар на пораки помеѓу американските дипломати и руските дипломати во Скопје. Да. Значи без сомнеш така некако би ги распоредили и личностите со примат на девојчето. Да, значи секако не смееме нели да попуштиме и мора ова медиумскиот притисок во поглед на да се пронајде исчезнатото девојче нели да продолжи и понатака. Андороvić се врати со микрофонот, предпоставувам. Да, малце ги мерував, али тоа е уште еден занет плюс за мене во телевизискиот бизнес. Значи изјава некоја, ствари личност која одбележа измината недела, а потоа изјава. Секако Вања, исчезнатата Вања мораме да споменеме, иако сега во ова твое драфтување не би ја споменувал, бидејќи тоа е нешто што трае
и ајде дај Боже да следниот подкаст што ќе го правиш со кого е да се констатира дека све било како што И треба. многу порано да биде тоа. Личност има многу, јас следам меѓународна политика, а за жал живам у држава каде што има и македонски политичари. Не би ги тргал многу или би можел да набројам барем 10, бидејќи сите овие личности, гафови што се прават секој ден можеш по еден да изведиш. Ајде ке се Не, ај изјава не мора гаф, ај после. Па добро, изјавата секако од македонска политичка сцена морам на нашиве министри или на министерката за одбрана каде што изјави дека Лавров нема ни потреба да доаѓа на самитот на ОПСЕ бидејќи руската политика и како веќе го кажа, што за мене е малку несериозна изјава, Непрофесионално. па е непрофесионална и непотребна. Не е ова приватен роден ден, Да, приватна ама и забава. непотребна. И исто така ми е интересно и чекајќи ги Бугарија нели да го отвори воздушниот простор, ќе го отвори или нема да го отвори, дали бугарите сега ќе покажат. Отвори за авионот, ама не за Захарова. Да, за на крај земите членки на НАТО, Турција и Грција го отворат без никаков проблем да дојде Лавров или неговиот авион во Скопје. Зошто го спомнувам ова? Да, гафови, ова се све гафови. Прво, ние не треба како јавност да се смараме со тоа како ќе слета Лавров и дали ќе слета во конкретниот случај. Војната во Украина, во Русија, знаеме каква е, што е, ако е повикан треба да дое, ако е проблем да слето ичне го викајте, Да, и тука нека заврши оваа приказна, ама недела дена Одлично, како одлично, Лавров ќе слетал или невал, па вчера го чекаат моите колеги, Лавров ќе дошол, па они што чекаат дека ќе им даде изјава, или ја малку ми е сето тоа. Ајде, сме биле на многу самити, барем ја у мојава кариера, сега и не бев баш, иако бев акредитиран, имав некоја друга обврска, но генерално тоа се правилата на игра, се знае како се чека, представник на голема држава, колку ти да не ја сакаш, или некаш Русија е една од трите суперсили светски, што сега дале ќе разговараме, а сега ние у целава приказна непотребно, велиме, он не треба ни да дојде, па што го викате ако не треба да дојде? Така е. Русија член на ОПСЕ, така Не, мислам сега малце без веза да објаснуваме Да. дека Александар значи избориме за изјава сега. За изјава. Јас за изјава повеќе би се осврнал на изјавата на Телеграм на Марија Захарова. Една многу проблематична изјава доаѓајќи од новинарската професија и пресметувајќи првпат еден политичар од таква една голема земја се зема за дрскост, аматерски да искоментира на кој начин функционираат нашите медиуми. Таа зема за волја да ги нападне, истовремено и да охрабри одредени медиуми дека тие според нејзиниот вкус или според политиката на Кремљ известуваат за состојбите во светот или не. Крајно непрофесионално, крајно проблематично, за волја на вистината противниците, условно кажано, во глобалната политика сад никогаш на такво ниво не посочиле некои медиуми. Посочија два дневни вестника, од кои на еден за жал ја пофалија неговата уредувачка политика, за другија наградија. Мора да се знае дека ние несомнено сме дел од НАТО. Секоја една државна наша политика доаѓа во склоп на политиките на нашите сојузници. Мене за искрено прилично вознемирувачка, прилично изјава која што ја загроза и натаму слободата и безбедноста при нашата работа и воопшто не ми се свиѓа кога доаѓа од еден од најмоќните центри во светот, кај што ни посочуваат два медиуми за кои што и за двата сум работел во одреден период на времето во мојата кариера. Така да, тоа би го особено не е добро кога политичар или некој порпарол критикува некакви медиуми. Без медиумите знаеме кој има улога. Јас толку паметам тука наши политичари и од јавна говорница, и од на митинг, и на телевизија, посочувале, но и новинари, и медиуми. Тоа, мислам, ние сме навикнати тука, Певе Захарова нека биде последната во низа која ни се помешала во работата. Ќе се сложите дека не е секојдневно и не е едноставно. А не, се разбира дека дали Пентагон или Кремљ ќе го посочи како апсолутно. Така е, јас се согласувам. Не е пријатно во секој случај. Али тоа е лошо и за нив, бидејќи кога посочуваат медиум, што очекуваат потоа од тие медиуми да се смират, што? Сега значи вака со да искористиме ова прашање за Захарова, часовникот не ни е потребен веќе, песочниот часовник, кој само да подсетаме подарок од наш гледач од странство. Значи, ја би сакал да го искористам вашето знаење, вашето познавање, вашите искуства, долгогодишни, вие и двајцата сте работеле нели во
рубриката меѓународна политика се патувале многу често во странство, се известувале од бројни самити како што беше во Скопје, но од други места. И сте правили интервју со голем број на странски државници. Еве, од Захарова да се префрлиме на она што колоквијално се нарекува Источен фронт, а е уствари нели војна помеѓу Русија и Украина. Певе Андоновиќ, ти секој дневно на слободен печат имаш вакви беседи, па да го искористиме Ја, руска и украинска армија сме доста во овие 200 и кусур дена. Така е, да. Па што да се каже, таму војната падна у втор план, иако е и како жестока. Да, гледав денеска има многу некои поместувања денеска. Па има, пропадна онаа најавена, јас и ти у студио сме го дебатирале, тоа една цела сезона, знаеш, се сеќаваш. Како не се сеќавам? Пропадна таа долго најавувана контраофанзива, и одедночка како што тоа Да, бива. контраофанзива украинска, така. која Почеги требаше помеша што е офанзива, што е контраофанзива. Требаше да дојде до Крим и тоа веќе требаше биде завршена работа. Според најавите на Зеленски, тоа не само што не испадна ништо, туку сега Зеленски се наоѓа под притисок на меѓународната заедница и ние не можеме веќе толку да ја помагаме, имаме друга битка таму во Израел и во Газа. Што имате, дај согласете се, ова у меѓуредови го кажуваат, ова што освоиле русите, тоа е тоа, ова другова е важе, ќе влезе во Советна Европа, во предпристапно ова, нема да влезе во НАТО, нели, ама ќе има можност западно да се интегрира. Имаше и предлог еден, може да влезе Украина во НАТО, ама тоа беше пред известно време, но без оваа територија. Да без таа, значи 4 територии Луганск, Донецк, Запорожје и Херсон, кои се признаени од Москва, дека се Крим веќе Крим одамна признат. Нели бевме сведоци кога јас и ти во студио го коментиравме тоа минатата сезона. Значи Москва ги признала и сега како враќање назад, што ќе прави, ќе каже и не е веќе Русија. Тоа е Русија, готова, завршена работа. Таму има голема војна, но е во втор план, бидејќи ова во Израел во Израел ќе разговараме. Го потисна целосно, така да таму околу таа Авдеевка, таму геостратешки кој ќе се види, треба да се заокружи целиот Донбаски регион и тука да биде крајот на денеска видов и во Маринка, што е исто дел од Донбас имал напредок русите. Имале во Купјанск. Да, и сега не треба да се работи за некаква офанзива сега руска. Не, таму се кине. Русите се во офанзива, имаат големи загуби, тоа е се во ред, но само един индикатор за ова што го зборам, не треба некој да ти го објасни. Началникот на генерал-штаб Валери Залужни и дел од генерал-штабот долго време го притискаат Зеленски да ги повлече трупите од таму. Гинат луѓе, се губат ресурси, врати ги позади, заштити го оној друг дел кој е твој. Овој, за жал, очигледно не можеш да го вратиш. На некој начин сега го карикирам разговорот. Зеленски тоа го одбива подолго време и дојде до судир таму. И сега многумина следната година се претседателските избори во Украина, претседателски избори во Русија и во САД. Да, ама овој ги откаже претседателските избори. Он може да ги откаже, но генерал-штаб, јас мислам и очекувам подолго време се зборува дека генерал Залужни би можел да биде идниот претседател. Таму може да дојде, знаеш, кога е војна, само да скратам, генерал-штабот знаете како да изигра улога и да направи одреден велат. Може и воен удар да направи. Па да, и сега Зеленски изјавите и денеска даде една изјава. Очигледно нема да можеме да го вратиме Крим. Една таква изјава имаше денеска. Да, рече, не, имаше една интересна компарација, вика, дури да го вратиме Крим, многу тешко би било со Донбас после. Така, а Донбас уште потешко. Да, уште потешко. Не, тешко ќе го вратиме Крим, а Донбас уште потешко. А тоа не е изјава од пред 3 месеци кај што викаше да види кај да е. Да, така да тоа е индикаторот за ова што го зборам, ама ова е разговорно да ми извина твоите гледачи, да не глумиме. Парафразирано. Да не глумиме сега одважност. Јас ни се работите, прашање само на време, само за крај ќе сакам да кажам на ова дека за крај на ова пред колегава да пошто збори, едно е сигурно и веќе има навестување дека целата оваа состојба ќе се реши со тоа кој ќе влезе во Белата куќа, а тоа е дури следното ноември, така да до тогаш многу работи ќе бидат појасни. Србиновски, секако твоето мислење може и за самиот фронт, и за војната и така натака, за све што се случува, но денеска видов како нели наводно тие избори се откажани, а сите гледаме последниот период како генерал Залужни, не лично тој, но луѓето околу него некако го номинираат за иден претседател на Украина, нели на местото на Владимир Зеленски,
А денеска се случи, значи бившиот председател на Украина, Петро Порошенко, имаше закажан пат за Полска и за Соединените американски држави, кај што тој наводно нели требал да лобира некаква помош и воена помош за Украина, и тој беше стопиран на граница. Украинскиот војник, граничар, не му дозволи да ја напушти Украина, што од некои извори беше протолкувано дека ете Порошенко лобира тој да стане новиот старо новиот кандидат и фаворит на политичкиот запад и да биде фаворизиран на местото Зеленски. Дали сега ние не знаеме дали е тоа точно. Нормално никој тука не знае дали е точно, но дали ова кажува на една лоша состојба во државниот врв во Украина? Па тоа сакам да кажам, не државниот врв во Украина, него генерално во целата држава. Мислам, тоа иако вака дело во медиумите дека се случува далеко, не само да бидеме искрени, границите 1100 км. Одеса е Балкански полуостров, да, Скопје, Љубљана, горе да му доаѓало. Не е уште далеко. Али оно што е значајно, како што спомена колегата, претходно што ние во моментов сме сведоци на една и покажана немоќ на украинската држава за да се справи со состојбата. Наместо офанзива за земење на окупираните територии, ние во моментов гледаме државни решенија од највисоките државни структури за така наречени градења на војни утврдувања. Дефанзивни војни утврдувања, што кон границите со Белорусија, што кон границите со Русија, но и во текот на фронтот, кој што е долг приближно истата километража како што е Македонија со Украина на разделени или нешто. Да, некои 2000 можеби повеќе, да. Тоа дополнително фрла во светло на нашите медиуми дека најверојатно состојбите се должат на потрошеност, исцрпеност на руските војни сили за справување со очигледно подобро мотивираниот непријател. Руските или украинските? Украинските. Пошто рековте руските. Пардон. Да, да бидеме прецизни. Дополнително покажува дека постои така наречена слаба алка на финансиска и воена помош на сојузниците на Украина, со исклучок на САД, кој што допринесува редовно, колку што до Израел беше тоа возможно. Останатите европски држави не го следат тој чекор воопшто, сето се резултира и на терен. Ние имаме дури и регистрирано голем број, барем преку мојата работа во организацијата во која што во моментот работам, голем број на украински бегалци кои што воопшто не планираат никогаш да се вратат назад. Поранешниот Има многу македонци кои не планираат да се вратат во Македонија. А нема војна. Нема војна. Меѓу другото, поранешниот украински председател е стопиран да излезе од својата држава, барем според она што го Да, во однос на тоа дека не смее да ја напушти поради машко, да, не заради друго нешто, да. Но во секој случај Украина освен што има војни кризни состојби на своја територија, има и политички подолби и длабоки. И сето не говори дека допрва таа држава ќе се наоѓа пред крстосници. Некако нејзино членство во НАТО или во ОЕ сметам дека е многу несериозно во овој момент да се говори без при тоа да се има, например, доколку би се споредил патот кон Европската унија на балканските држави, посебно на оние од поранешна Југославија и од нашето соседство, кои што не беа разнишени и раздрмени од вакви димензии како Украина, беше долг, болен и за нас во моментов уште потежок и травматичен би рекол за Македонија конкретно. За Украина, а без војна. Такви комплицирани околности не верувам да се случи, така да тоа е дополнително ќе ги демотивира нивните граѓани. Многу проблеми се случуваат таму, ако приметувате, мислам колку забележа и гледачите, вие забележавте, нормално сме збореле, дали приметивте како Борис Џонсон, како ја се тргна од улогата премиер на Британија, че британски премиер, Британија беше најголемиот оној спонзор, зборувам и у пиар делот и у финансиски дел, идеше секој трет ден на улиците на Киев, беше како што дојде овој Сунак. Имаше и Листрас во меѓувреме траеше. Да, имаше. Како дојде Британија, нема сега, зборувам јавно сега, тајно знаеме. Да, многу се стишени британци. Се стишени ги, нема ни овој новиот конфликт, а у стариот се измъкна, од друга страна ќе ве подсетам градоначалникот на
нели Кличко, градоначалникот на Киев, и тој беше у директен судир со Зеленски, одма се повеќе, а капак Кој има за- председателски има, да. амбиции. А капак за Зеленски ми се чини беше она што не беше примено од Нетанјаху во време кога почна војната со Израел и Хамас. му ја одбија Му ја одбија и покрај тоа што он нагласуваше претходните месеци дека А чека, дека е со ама што еврејско е проблемот? Значи, кога почна тоа што русите го нарекуваат специјална операција, специјална. а украинците инвазија, Па, добро, тоа е. кој како сака, нек си го специјална кажува. операција е. Значи, Зеленски беше спореден со Черчил, беше Дарај на Лама, насладна како Дарај Лама го шета по цел свет. Значи, не знам, му дава Оскар и своите актери му дава Не е му убаво ваѓа. да споредам, така беше и Садам, така беше и Гадафи, у еден период им треба на западот, но мислам дека и она што го зборувавме, ќе те потсетам, јас и ти и пишувавме за тоа во редакцијата кај што бевме заедно. Слободен печат. Да, Слободно. каде што големи забелешки имаше, можеби ова на теренот што се случува е токму тоа, корупција. Имаше некои информации дека не знам сега на 50 имаше милиарди инвестувани. долари фалат 30 милиарди зборам опрема. Знаеш тоа не е бунар без дно. Први пољаците Па најголеми. видовме и многу од оружјето завршено кај Хамас, Да, па да. имаше у Париз најдена една снайперска Зато велам, пушка. можеби па Западот еден период дава и гледа, чекаве дечко ти не ја држиш работава под контрола, зашо да даваме? Умеѓу време избива новиот конфликт и некако се ла. Што требаше да направиш? И оваа контрафанзива која требаше да ја направат, се наговестуваше долго пред нападот на Хамас, дека е последна шанса за Зеленски. Да, тоа кажа многу мина го кажа. Тоа може се подзару Сега да, ова се поклопи овие два настани, сега ние пошто дневно новинарство тераме, нели, па велиме падна у втор план поради војната во Израел. Ја не знам да не беше Израел, дали и Украина ќе имаше некои други промени. Уште ќе беше се. Осетивме сите као новинари изморени веќе да известуваме, а бога ми покликовиве на сајтовиве каде што пишуваме, каде што дадат овие Не е информации. веќе толку читано. Не беше високо на праг на читаност, буквално нели уредниците ти велат, ама без таа Украина да е нешто друго. И се што да. друго нема друго. Апсолутно. Е сега има друго. Така, Србијански, пошто јас би го искористил вашето присуство тука во студиото, бидејќи сте вие еден експерт за корупција и ги следите токовите во светот. Како тоа можеше да се случи кога цел свет гледа во Украина? Кога цел свет ти праќа пари на Украина, ти да имаат толку многу пропуст во тоа што најмалце требаше да имаат пропуст. Па ние Значи да имаат корупција да им се случи. Да. Да. Тоа не е нешто ново. Украина се соочува со овој проблем што од портокаловата револуција и поназад. Збориме за едно декадентно општество во кое што секоја наредна политичка гарнитура е по-корумпирана од претходната. Значи како кај нас тука. Генерално На горе. Не сакам да напикам ништо, никакви не, зборови. Тоа е моја констатација. Моја лична констатација и професионална е дека организираниот криминал и корупцијата во суштина се поголеми непријатели на една држава и народ, него самата војна. Рак рана. Рак. Да. Сето тоа раѓа и неспособни политичари, створува одредена клима во која што екстремни елементи доаѓаат на власт или можеби не знам популаризирани сегменти, историјата брои многу случаи каде што во општество во крижа се раѓаат или изникнуваат одредени политичари кои што потоа за жал несакано во несакан правец ја носат историјата на луѓето, мислам национал-социјалистите во Германија, нели, потекнуваат од едно такво општество во периодот кога што Германија е во криза, па доаѓаат и такви. Да, тие нели доаѓаат како да ја спречат корупцијата. Конкретно, ние имавме дури примери од декадентни општества генерално на Балканот кои што не си го нашле својот пат во Европската унија, каде што дури во Србија за малце имаше дечко што јава на бел коњ што беше председателски кандидат. Бели. Да, сето тоа говори дека изворен лик. Не правам паралела со Зеленски, меѓутоа тоа е актер. А комичари и актери има секаде во Европа, кај што некако, мислам, имало и американски председатели кои што потекнуваат од таа афера. Роналд Реган, да. Ама не може да се споредуваат со тие сад во Украина. Сметам дека едно распаднато општество од криминал и од корупција се најде пред еден сериозен предизвик. Не успеа да ги процени реално опасностите од соседството. Донесе одлуки кои што очигледно
се во спротивен интерес на штета. нjeната држава и на штета на нејзините граѓани. Сега не може да се справи со настанатите проблеми. Јас не би ги дедал правците на влијание на Украина на истокот или западот кој е виновен за тоа во кој што они се наоѓаат и кој е сојузник на украинците или не. Најголем губитник од состојбите се самите украинци кои што сега имаат обичниот народ, обичниот народ, сега имаат поделена држава на која што искрено во долг период не и се гледа добро случување, така да. Не само за баланс, извини, би сакал за корупцијата, дека и русите имаат корупција и првите недели од војната буквално корупцијата покажа заради тоа што многу Кремљ знае дека е инвестирано во не знам какво оружје, а тоа нема ништо, па не знам, чизмите биле лош квалитет, да. Истата за баланс да го кажеме. Но ли успеа тоа да го надминат? Па голема држава е. Јој е голема држава се. Да бидеме искрени, состојбите во кои што Русија се наоѓа во моментот воопшто не се ништо подобри од оние на Украина. Да, се војува на туѓа територија, но има несакани случувања со Вагнер групата, има огромни човечки тоа беше многу драматично, да. На политичкиот рейтинг паѓа и расне на опозицијата, судења на опозициони треба да направи натаму, така да сето говори дека двете страни инволвирани во конфликтот губат. Губат, па се. Путин треба да направи еден непопуларен потек, да направи мобилизација, што дополнително може да му падне рейтингот за Мар. Бар тоа е една од анализите што ги прави во изминатиот период, така да не е согласен. Добро, значи војната во Украина трае, веројатно и наредниот пат кој ќе викнам вас двајцата, бидејќи уживам во овој разговор, тоа ќе се случи за некое време. Веројатно повторно ќе збориме за војната во Украина. Па до ноември ако не викнеш. За ова што сите претпоставуваме дека побрзо ќе се реши, а тоа е нели оној многу непријатен, многу интензивен, многу крвав судир кој започна на 7 октомври со крвавиот напад од Хамас кој сите не потресе и не зачуди. И не зачуди, да, и крвавиот напад на израелските сили на појасот Газа и сознанието колкаво гето имало во цивилизираниот свет. Да, дека 2,5 милиони луѓе живеат на територија помало од Скопје, ако не се лажам. Да, и тоа е страшно. Помало од Скопје, да. Андоновиќ, злобниците велат тие што не му мислат добро на Блинкен и што не им мислат добро на американската официјална политика, го напушти Скопје да побрза да не се за да спречи ново продолжување на примирие. И значи повторно има непријателства, повторно има бомбардирање во Газа, се разбира, ова е само шега, која велам дека тоа е ради Блинкен. Дали се очекуваме повторно да има слични бомбардирања, многу цивилни жртви? За Блинкен спомна. Блинкен се погоди баш да дознае 5 сата пред истекот на примирието, немаше навестување дека ќе продолжи примирието и тој стварно замина од Скопје. И тој пак може да влезе во аналите на светската историја што било како било. Да, ние што сакаме такви работи да си го спомнуваме тоа. Нели? Тој отиде таму и вистина ние утринава се разбудивме со информацијата дека примирието завршено. Израел интензивно напаѓа, почнаа оние обвинувања, Хамас напаѓаше претходно, имаше обвинување дека Израел уапсил повеќе палестинци за време на примирието, од што ги пуштил овие од затвори. Сега остануваат многу нејасноти. Првата работа е... Имаше и напад со дронови или со некакви проектили од страна на... Јас си ги гледам изјавите. Хамас кон Израел. Премиерот израелски Нетањаху вика примирието е тука, пуштете ги, ние ќе престанеме да напаѓаме додека не ги пуштите сите заложници. Тоа е неговата изјава. А од друга страна после тоа вика ние ќе одиме до крај и ќе го деинсталираме Хамас, ќе го истребиме од лицето на земјата, така. Сега после се постава прашање зашто тогаш Хамас би ги пуштил овие како да им дава сигнал дека пуштиле не пуштиле ние ќе го истребиме. Нью-Йорк Таймс објави една многу интересна неколку дена една многу интересна приказна во која беше посочено дека Нетањаху и Хамас се потребни еден на друг, како зависат еден на друг. Па да, десничари радикални. Да. Проблемот е што израелскиот... Они се како главните противници на она решение за кое сите се залагаат, тоа е две држави, нели?
по оној модел 51% за... Па не сака Па не сака муслиманите и палестинците 48 да постои израелска држава со овие 5 држави околу кои се тогаш беа во војната со Израел, Јордан, Ирак, Сирија, Либан и Египет. Денеска тие не може да се вклучат. Јас направив еднашка во моите овие анализи, објаснив Египет не е заинтересиран да се вклучи, го доби Синај. Либан, Ирак и Сирија имат граѓанска војна, Јордан има на власт прозападна кралска гарнитура, така да не би влегле. Едно е сигурно, морам фигуративно пак да се изразам, така некако ми е најбенигно, а тоа е кога е нешто замрзнато и го одмрзнете, кога повторно ќе го замрзнете, не е веќе за користење, Се расипано е веќе. Израелскиот конфликт ме разбра, израелскиот конфликт, као што е и за жал и овој конфликт што е тука северно од нас, па и украинскиот конфликт, а има и уште два да не ги споменувам во Азија, некако трапаво ги замрзнуваат, ги одмрзнуваат, дали е тоа целно или е случајно, не знам. Се стравувам само овој израелско-палестински конфликт повторно не биде замрзнат, а не е решен. Мора да го решат конечно, бидејќи ако не го решат и повторно го замрзнат за едно 5, 10 или 3 години ќе биде уште пострашно. Србиновски, вашата анализа на овој премногу крвав конфликт, мора да признаем. Точно, но има една димензија која што се обидувам секогаш да ја дискутирам. Некако публиката во Македонија секогаш е настроена да гледа поддржувачки или напаѓачки кон една од двете завојувани страни. Ние говориме за војна која што трае со децени, говориме за конфликт кој што е замрзнат, меѓутоа она што сега падна во светлото е ова практично конфликт кој што се води на социјалните мрежи. Имено, можеби најизвестуван преку социјални мрежи конфликт, воен него историски до сега било кој да се земе, дури да се спореди оној за Израел. Да, за Израел. А работата е во тоа што Добро, ми се гине на терен многу сега, ние само на неспорно, но се гине многу на терен, ако повеќе непријатели загинат од домашните сили, тоа не ја прави вашата мисија успешна или неоправдана. Имено историски факти велат дека на пример повеќе германци загинале во Втората светска војна него британци. Иако британците биле на вистинската страна од војната. Биле нападнати и се бранеле, да. Условно. Добро, И израелците беа нападнати, а истовремено и палестинците. Да, но не можеш да ги споредиш. Израел се бори со терористичка организација, а Британија и Германија има регуларни војски. Тоа тука мора да се направи разлика секогаш. Кој ќе ми каже некој Хамас и Женевска конвенција или Израел и Женевска конвенција против Хамас. Тоа не е државна армија. Палестинците располагаат со политички структури и организации кои што не беа радикални. Барем не беа на долго време. ПЛО, Фатах, да. Корупција. Точно. Така да корупција. Добри умре Јасер Арафат сега. Махмуд Абас се обвина дека е соработува тесно со Израел да си го купи коруптивно. Па затоа има помал рейтинг. Ја се вклучам у дебатата, токму Хамас и Хезболах, дојдоа ги освоја симпатиите на палестинците токму со тие антикорупцијски политики кои ги не би рекол антикорупцијски, него би рекол повеќе директни политики отколку дипломатија, револуционер. Да, па да. Меѓутоа самиот конфликт, се извинам, во Палестина меѓу палестинците и израелците не се однесува само на таа држава. Бегалците од 2 милиона ги има во Јордан, во Либан. Самиот чин, бидејќи се во Јордан, практично ја реструктурира државата религијски. Тоа е палестинска држава. Па, не би рекол. Во моментов има повеќе палестинци отколку домицилно население. Еми западниот брег е на Јордан, Газа е на Египет, имаше опција нели да се подели тоа. Ама никој не ги сака некако. Така да, тоа ми е поентата. Очигледно израелската држава е решена еднаш за секогаш да стави точка на овој конфликт, колку таа ќе биде успешна во намерите, ќе видиме. Случувањата на терен само изнесуваат многу големи жртви, што се спротивно од сите можни војни конвенции потпишани. Обичајна војната, да. Така да и тоа исто седна во одредена точка судот за човекови права во Хаг. Да го споредиме само случувањата со војните од поранешна Југославија, па замислете било која страните во конфликтот во распадот на Југославија, тоа ќе беше екстремно светски мониторирана, било која. Хрватска, знаете, Срби, Хрвати,
Вака да ратува на овој начин. Било која страна. Александар, дали си размислувал, не викам дека се согласувам, само кажувам како споредба. Зошто според ова се Путин не смееше да ја нападне Украина, а Израел смее да го нападне Газа? Не зборувам ја дали се согласувам или не се согласувам со двата напада. Или уште полошо морам да кажам, ова што Израел го прави сега во Газа, пред 30 години го направи Србија на Косово и беше бомбардирана. Зборувам за начинот на двојни аршини кои дополнително ги прави проблемите, а страдаат обичните луѓе од двете страни, и израелците, и палестинците, Ние сега и живееме, украинците. ако може, ние сега живееме едноставно во свет кој што веќе не е биполарен. Нема свет на баланс. Нема. Има повеќе налекуваме Влијание. на свет или на Зони на глобална влијание. политика пред Втората светска војна, отколку што налекуваме на Дури пред Првата светска војна. Да, во тој период, буквално големите сили чинат како што тие сметаат дека исправно. Има сојузи некакви, лабави по Во одреден момент да. одредени политики се интерес. неканцливи. Имавме ние, да не забораваме, Афганистан, Сирија, арапската пролет траеше со декади. Толку народ се исели, толку народ е убиен и уништен. Помина низ оваа држава. И во некои места обновено е И се робството. уште трае, да. Има Затоа во Либија велам, патар за робови. има двојни аршини, затоа едноставно го споредувам. Зошто според тие аршини овој не смел да ја нападне, овие смеат? Зашто овие беа нападнати затоа што нели се бранеа или се оди викаат не се бране, овие се бореле за ова или за она? Затоа велам, тие двојни аршини направи со се корупцијата, нели што спомнав на Френска, направи сето тоа да биде рак рана, а жртвата е една, обичниот народ, независно кој е, дали е евреј, муслиман, православец, католик или што и да. Адоновиќ, еве веќе ти ревносно ги следиш вестите од светот многу повеќе од нас. Најнова информација е дека Венецуела планира да одржи референдум со кој ќе ги праша своите граѓани дали да го припои тој еден дел од Гвајана. Каде што Бразил вчера извади војска. А тука негде е и Да, Бразил. да. Да, и Ке го решат? Соединетите американски држави ветија дека ќе ја поддржат Гвајана, иначе ги гледав односите на силите помеѓу Гвајана и Венецуела, 3000 војска на 250.000 војска, нешто тоа е смешно нешто. Но тоа е територија која е неверојатно богата со нафта и а нафтените полиња се таму речиси сите закупени од Exxon Mobil, кој е нели онаа фирма предводена од Рекс Тилерсон, кој беше едно време и државен секретар на Соединетите американски држави во И гувернер беше нешто, да, додека беше председател Доналд Трамп. Сега, дали е ова некаков патерн? Значи, да имаме ние конфликти во кои може да се насети дека Соединетите американски држави на некој начин се повеќе и повеќе растргнати Јас вака гледам на тоа. на мапата светска. А вие двајцата знаете, јас ќе објаснам за гледачи да. Инаку Венецуела, да подсетиме, многу битна земја, голем извозник на нафта. Четврта држава земја по извоз на нафта. Вие добро знаете, веројатно и гледачите, ама за волја на вистина ќе кажам, Монровата доктрина значи Америка, Двориштето. американците, нешто Да. познато, односно цела Америка е двор на Соединетите американски држави. Южна Америка, така. Значи, целиот американски, да, и Јужна Америка. И сега во Јужна Америка ние имаме неколку земји кои се членки на БРИКС. Значи, тука е Венецуела, четврта земја по извоз на нафта, лошиот Бразил. Хуго Чавез има, зборавам лош под наводници, има свој наследник Мадуро кој за малку ќе беше нападнат пред 3 години, дури правевме и карти, ако се сеќаваш од која страна кој што ќе нападне, за одедношка таа да се стиша работа. Сега он ќе напаѓа. Го имаме Бразил, да, исто така една БРИКС. е членка во БРИКС. Ја ова го гледам како обид на Соединетите американски држави да им ги помеша малку конците на овие, пошто овие играат веќе на нивна половина, пред нивен гол играат. Да, овие ше двориште, да. Пошто па овие им играа во Африка на нивен двор и сега тоа некако се вика глобална војна. Јас нонстоп тоа го зборувам. Има разлика што е светска војна и глобална војна. Во светските војни се борат во сите точки во свет, но не на сите места. Има простор кај што нема војна.
Глобалната војна на сите точки. Што значи тоа? Скапа нафта, скапа храна, недостигна храна, лош Кај што воздух, може. радијација, каде што Ураниум, да. каде што ќе дое и на Самоа и у Лихтенштейн. Кога имаше Втора светска, Прва светска војна, не се ратуваше во Вадус во Лихтенштейн, не се ратуваше на Папуа Нова Гвинеја. Сега зборувам Ама на сега и Вадус Сега е и глобална Папуа војна, да. Нова Гвинеја имаат проблеми со тоа. За да скратам околу твоево прашање, јас мислам дека Монроовата доктрина некој ја закача или некој сака да ја спаси. Сега ќе видиме како ќе Од биде. која страна како тоа се гледа? Дали е ова закачка, но јас повторно ќе кажам, вчера видов дека Бразил излезе, па Венецуела, тоа се две битни држави и на светско ниво, ама и во БРИКСот, нешто што без тие две држави БРИКС не би можел да биде она што сака и тежне е да биде. Добро, Бразил е Б од БРИКСот сега. Бразил е Б од БРИКСот, точно. Нема, Но Венецуела е БРИКС. четврта држава по извоз на нафта во Да, светот. секако да. Или по резерви на нафта, се извинувам, да не... Па, оние обновија извоз во Соединетите Американски држави. А не така се да, со Монроовата доктрина, напротив, им Не ја пркосат. почитуваат Да, таа им доктрина. пркосат и се онаа мала Куба од минатото. Добра, сега, нешто да направи. појасниме на гледачите, Монроовата доктрина не е нешто запишено во камен. Тоа е одлука, тоа е доктрина на американците, значи дека некој друг мора да ја Америка почитува на и да ја сака. американците, малку ми е ова Да, позната. да, нели? да, да. Но таа постои. Не е Слободар каменот од Милошевиќ, розета, да. Слободар Милошевиќ на еден По инако, значи, во 96-та година на самит во Грција, мислам дека беше, кажа Балканот на балканските народи. Тоа беше после Дејтон. До кај сме сега? Значи Венецуела, Сега, после Тајван. Па сега, ја конкретно сакав да се надоврзам на тоа. Да видам, очигледно светот тежне и се движи кон... Очигледно пукаат сега некои Да, замрзнати конфликти. Ако јас се прашам, пострашен конфликт, конкретно како европејци, што нешто би се рефлектирало на нас, не е Латинска Америка или било кој случај, и сама Аргентина е нестабилна во овој период со да, и тоа е исто трошно. што Кој предавал тантрички секс, така? Да. и Да се денеска разбере, Гуру. го одбил учествувањето на Аргентина во БРИКС. Да, го Меѓу откажа. другото, по-проблематична точка за мене лично е Тајван. Станува збор за потенцијален конфликт, па дури тука блиску и конфликтот помеѓу Јужна и Северна Кореја, меѓутоа Тајван, бидејќи сето, бевме сведоци во времето на пандемијата дека една болест може да направи раздвижување тектонско на економијата и на здравјето на луѓето, доколку се случи војна во период во дел од светот кај што буквално сета технологија што ние ја користиме се произведува, тоа ќе се рефлектира многу лошо врз сите нас, врз сите можни индустрии кои што ги имаме и ќе ги ефектуира животите на македонските граѓани многу повеќе Оно што конфликти во територии и држави кои се богати со ресурси. Сега да кажете дека можеби, ова можеби почне да го почувствуваме и како последица што ја почувствувавме од војната во Украина. Дека ова можеби уште повеќе да Светот е скршен на меѓународно поле. Секој еден нареден конфликт, да не се навркам, се скрши во 90-тите, се заобиколија Обединетите нации. И Да. потоа сите чекори сме сведоци како се случуваат. Во моментов, додека збориме, војна во Украина, замрзнат конфликт на Балкан, војна во Газа, потенцијална војна во Латинска Америка, Африка, да не ја забораваме. Африка. А во исто време ние денес може да се побори што под се капа на Обединетите нации конференција која што е посветена на екологија и на зелени политики. Мислам, да, битни прашања од животот. Баба, како беше сила гори, баба се битни чешта. прашања од животот, неспорно. Не, не спорно, но Меѓутоа, местото каде што треба да се одвиваат овие дебати, локацијата во Њујорк, каде што треба да се решаваат проблеми од ваков калибар, каде што дипломатијата треба да биде мека форма на војување да не гинат луѓе, веќе не постои од 90-тите години нааму. И мислам дека сите резултати допрва ќе се влошуваат, бидејќи додека не се врати глобалната политика да се одлучува онаму каде што е местото, тоа е во Обединетите Да, нации. но тие се девалвирани. И Обединетите нации, јас морам да кажам, иако нашава политика, сите политичари, сите влади се залагаат за патот кон НАТО и ЕУ, еве во НАТО сме, ЕУ бараме да влеземе, но мораме да констатираме и коректно е да констатираме дека покрај девалвацијата на Обединетите нации кои никој не ги ферма, морам така да се изразам, и Европската унија се покаже дека има една
Фермерски карактер. Јас ги следам, Борел се појавува со една изјава, после 5 минути се појавува фон дер Лајен со диаметрално спротивна изјава. Зборувам за меѓународната политика, сега не зборувам за овде како околу нас, не би го коментирал, бидејќи ајде не се занимавам толку многу, но генерално Соединетите Американски држави, Велика Британија и Русија од друга страна и Кина од трета страна, како да комплетно ги девалвира овие меѓународни институции, ги ставија под тепих и почна да покажуваат, чека да видите кој е битен и кој е најак. Дури една Франција, јас се смеев. Добре, ја никој се помислил дека Македонија не, е јас се битна, смеев, ако се НАТО. согласиш со мене, малце сум слободен во разговорот, дали го знаеш името на шефот на француската дипломатија? Не. Шефот на германската дипломатија? Аналена Бербок. Да. А дали го знаеш до Камерон, предходникот на Foreign Office, од кој го водеше пред Камерон да дојде, кој го знаеме како човек, како човек кој бил премиер на Британија, па така не го знаеме. Го знаеме дека е бивши премиер. Го знаеме затоа што бил можеби еден од последните по, да кажеме, премиери кои беа истакнати, некој Борис Џонсон, се да го спомнам, колегата Борис Џонсон. Добро, беше Џонсон беше истакнат. Не, зборувам, Борис Џонсон, ние го знаевме, тука известуваше од бомбардирањето на Југославија, сега не би навлегувал понатаму. Сакам да кажам, гледаш некако е све тоа девалвирано, нема мокни лидери, нема мокни политичари. Хенри Кисинџер го вадиме на 100 години. Ако можем да се надоврзам, популизмот ја еродираше глобалната политика на секаде. Веќе политичките партии или политичките центри во сите држави, вклучувајќи и нашата, не се водат од идеологија дали се леви или десни, туку се водат од популистички политики. Токму тоа. Буквално пазарот е тој што одлучува кој ќе дојде на власт, еден политичар. Социјални мрежи. Па не само социјални мрежи, да, ние имавме редица на скандали како се гласа и како се вршат проценки за кој како би гласал, меѓутоа имаме политичари кои што градат бренд од себе, кои што, ако споменеме Макрон, мислиме на Франција, и буквално целата политичка елита. Себастијан Курц, например, он беше идниот лидер европски, па видовме како заврши. Он градеше бренд од он градеше голем бренд. Па дури мислам и Абазовиќ дека у Црна Гора градеше бренд од себе. Да. Сакам да кажам дека само за крај се извинувам што ви земам малце време со моето зборување, ми се чини дека се направија девалвација на некои институции светски кои треба да го запрат се во ова, каде што требаше да се направи консензус, а не да имаме војна во Украина 200 дена, никој ни да не спомене, и тоа едностоп го коментирам, ни М од прекин, од мир или прекин на огнот. Примирие нешто. Ние бевме сведоци у минатото за 3 дена војна каде да се стане, излегуваа по земјиве, искачаше Боно Вокс од YouTube, искача Денис Родман, ги зборувам, политичари, новинари, глумци, Stop the War, Take Peace a Chance, 200 дена никој ништо не збориш. Нели го коментиравме тоа јас и ти многу пати во етер и практично прв пат Путин пред 3 дена рече дека можеби, така му беше изјавата, можеби војната во Украина треба да се привршува при крај. И тоа ми беше индикаторот дека овие 200 и кусур дена додека трае војната сум бил во право, што гледам сите ќутат, не видов да се дигнат. Не се 200 многу повеќе, сега се 500. 500, што е веќе како ностоп. Сакам да кажам, не видовме никаде опит нешто да се случи, туку па војна, па добро, како ќе заврши, како беше крилатицата, Русија не смее да победи, Украина не смее да загуби, тоа беше. Добро, тоа ќе оставиме, нели, реков ќе збориме за Украина, србијски нешто да додадете или дали има нешто? Само кратко ќе молам. Па има многу, ама мојата поента беше примерија, да, ако веќе говориме за тоа, не видовме. Меѓутоа, видовме имаше преговори некакви. Преговори кои што за жал никогаш не резултира со конкретен ефект на терен. Она што за мене лично карактеристично кога го зборам за украинскиот конфликт, пропагандата, дезинформациите што се сеопшто присутни на двете страни. Не постои. Тоа веројатно е нормално, тоа е. Па во војната умира вистината, се вели, така да ние сме виновни ако веруваме во се без да провериме, а иначе ти имаат право да лажат, мислам сега. Војна информации. Не знам зашто би им се бите не погодува можеби највеќе кога во такви. Па да, ама не треба исто да се однесуваме ние новинарите кога е војна и кога не е војна. Но имаме право да сме лути што не ги укина, што направија цензура на руските медиуми за време на војната. Јас би рекол дека тука имаме право да војните во модерните војни, нели, веќе збориме од пост 90 па нааму, новинарите се легитимна мета на државата.
Да, да. Говориме нападнати се, убиени, бомбардирани. И многу така новинари натаму. загинеа во Украина и во сега во Украина Газа. и во Газа, Да, да не навраќам низ балканските случувања, беа бомбардирани одредени телевизии и Апсолутно, така натаму, да. бидејќи се гради, се формира став и мислење на домашното население, се дига моралот и се намалува моралот преку медиумите, така да тоа Значи, не како треба. што почнавме така и ќе ја привршиме емисијата, значи, ние новинарите, нели, во секоја ситуација сме, како да кажем, она пократка страна ја влечеме Да. и нема баш, нели, фини моменти за нашата професија. Почитувани гледачи, тоа бе Александар Србиновски и Дијана Андоновиќ, моите драги и ценети колеги. Вие изгледате оваа емисија, гледате ги и другите содржини кои ги нуди Експрес МК и се гледаме повторно наредната недела.